Со 100.000 гласа кои на локалните избори ќе абстинираат или можеби ќе гласаат за друга опција, им се заканија од независната угостителска комора на владата. Досега на острата реакција, овој пат со политичка конотација, доаѓа под донесените владени мерки во угостителските објекти, влез да има само за вакцинирани лица. Она што е битно во моментов, значи ние до владата доставивме утринава соопштение со кое што бараме веднаш и безусловно да се укине донесената одлука со која што се бара воведување на редарски служби и на начин што им кажавме дека не треба во ниеден момент и понатаму да се подценува моќта на угостителите, бидејќи со оваа одлука директно се засегнати 6.500 угостителски објекти со повеќе од 35.000 вработени. Пред нас се локалните избори, каде што веројатно улогата на гласот на угостителската индустрија ќе биде и текако значаен и влијателен во можноста за докажување и покажување на нашите права. Дали ова предупредување не значи отворање и на политичка војна со владата? Значи ние не водиме политичка војна, ние пред се практички ќе ги поддржиме сите оние кои што ќе бидат поблиску до угостителите, односно ќе им овозможат со својата кампања и со својата политика и со својата програма ќе имаат голем допринос во развојот на туристичко-угостителскиот сектор. Што ако сепак владата остане на своето и не попушти пред овие закани? Владата доколку и понатаму смета дека може да ги разводени или да ги промени и да ја задржи основата на одлуката која што ја донесе, верувам дека поголемиот дел од граѓаните повторно ќе го изразат својот гнев и револт како вчерашните протести и верувам дека следниот пат доколку тоа се случи, дали ќе биде денови или ќе биде наредната недела или овој викенд, дека ќе биде уште поборено и помасовно. Каков епилог ќе има оваа ситуација е крајно неизвестно, но угостителите грчевито се борат за екзистенција и што повеќе клиенти, а владата пред себе има проект за што помалку заразени и болни.